Почитувани гледачи, добро вечер. Во рамки на започната кампања за референдумот 2018 вечерва наш соговорник е потпредседателката на владата на Република Македонија и министер за одбрана, господица Радмила Шекеринска. Добро вечер. Добро вечер, иако се уште е ден, но... Так, рековме добро вечер затоа што нашите гледачи ќе следат емисијава навечер, иако ние преку ден ја снимаме, во еден прекрасен убав амбиент, природен би рекол. Господица Шекеринска, реков дека кампањата за референдумот е веќе започната и во тој дух вие бевте гостин денеска во Кочани. Го искористивме вашето присуство да поразговараме. Би сакал да на почетокот поставам едно прашање во врска со влегувањето во НАТО, Сојузот и Европската Унија. Се зборува дека тоа ќе биде еден вид безбедност, стабилност за нашата држава. Како на кој начин би можеле НАТО, Сојузот тебе да кажеме влегувањето во него да биде безбедност токму за нашата држава? Ние како држава од 93-та година сме кажале дека сакаме да бидеме земја членка на НАТО и на Европската Унија. И сите влади, сите политички партии во собрание, сите анкети на граѓаните покажуваат дека поддршката за овие стратешки цели е огромна, помеѓу 80 и 95%. За нито едно друго прашање ние немаме толку голем консензус како за овие две цели. И јас сум сигурна дека граѓаните тоа не го донеле од каприц, од желба, туку имале прилика да видат како изгледаат земјите членки на Европската Унија и НАТО и да видат колкава позитивна промена се случувала во земји кои станале членки на тие сојузи. Реално, членството во НАТО ни е на дофат. Кај Европската Унија ќе ни треба да поминеме низ процес на преговори. Меѓутоа, следниот март 2019, доколку референдумот помине, доколку го спроведеме договорот со Грција, во март ние ќе можеме веќе да бидеме на масата на НАТО, да дискутираме на рамна нога со сите земји членки. Процесот на зачленување, потврдување од страна на сите земји членки трае околу една година. Значи, ние веќе за една година после би можеле полноправни членка да станеме на најмоćниот воено-политички сојуз во светот. НАТО Алијансата за Македонија значи дека ќе престанеме да се секираме. Дали ќе ни ја биде државата, дали ќе ја зачуваме стабилноста, дали границите ќе си ги гарантираме, дали ако нешто се случува помеѓу Косово и Србија, како што гледаме дека деновиве се вжестува дебатата, дали треба и ние да се плашиме од последиците или не. Ако било кој и се закани на Македонија како земја членка на НАТО, тоа ги мобилизира сите 29 земји во наша помош. И тоа е огромна сила за една држава од 2 милиона. Значи, Македонија од 2 милиона ќе може да смета на воената сила на Америка, на Германија, на Франција, на сите држави кои реално одлучуваат во светот. Втората придобивка е економска. Не треба многу да знаеме математика, ама погледнете, во Црнагора само за една година, за 6 месеци после станувањето членка на НАТО, 2,5 пати се зголемија странските инвестиции токму од земји членки на НАТО. Во Бугарија се двојно се намали невработеноста. Во другите земји платите пораснаа 2 до 3 пати. И веднаш економските ефекти се чувствуваат веднаш затоа што бизнисот не се плаши и спремен е да инвестира. Странските инвеститори инвестираат. И третата причина зошто НАТО ни е важна е дека членството во НАТО е првиот чекор за да ви биде полесен патот и до членство во Европската Унија. Најголемиот дел од земјите кои станаат членки последниот пат на Европската Унија, прво станаат членки на НАТО, тоа им даде политичка сила и стабилност и многу им го забрза процесот на зачленување во ЕУ. Значи, би рекла дека НАТО е 3 во 1 и ни дава шанса реално сите стравови, сомнежи кои што сме ги имале сите овие 27 години да ги тргнеме настрана и да се фокусираме на подобар живот. Едно од пределбите која што се заговараше, односно вие зборувавте пред последните парламентарни избори, беше владењето на правото и средувањето на состојбата во правосудството. Предпоставувам дека влегувањето и во НАТО, Сојузот и Европската Унија тоа значи дека ќе започне таков процес. Имаме ли сила, моќ тоа да го реализираме? И членството во НАТО и членството во Европската Унија се невозможни ако не покажете дека тој принцип на владење на правото навистина важи. И ние во последната година покажавме
дека работите се движат во Македонија и дека Македонија има и знаење и капацитет да ги среди состојбите, но немало политичка волја. Јас ќе ви кажам неколку примери кои говорат дека Македонија се променила. Тоа не е доволно, но покажува дека сме на вистински пат. Да ви кажев, да правевме интервју пред 2-3 години и да ви кажев дека првите луѓе кои што одлучувале кој ќе биде судија, кој ќе биде обвинител, кои одлучувале кој ќе оди во затвор за жал, Груевски, Јанкуловски, Миле Анакиевски, дека и тие ќе мораат како сите граѓани додат на суд, да ги користат сите инструменти на законот за да се заштитат, меѓутоа и да одговараат ако починиле одредени кривични дела. Многу луѓе ќе кажаа нема шанси. Еве ги, одат дури првите пресуди по обвиненијата на специјалното јавно обвинителство покажаа дека во Македонија никој не смее да биде над законот и дека секој мора да одговара за тоа што го направи. Еве пример број 2. Пред 1 година да ви кажев дека некој градоначалник кој припаѓа на владеачкото мнозинство и е фатон како врши незаконски работи, дека ќе одговара и никој нема да го крие. Многу граѓани немаше да ми веруваат. Меѓутоа покажавме на дело дека законот мора да важи и за поранешни функционери, но мора да важи и за сегашни политичари. И дека секој од нас мора да знае дека политиката нема да го спаси ако направил нешто што е незаконски. Во тек се и истраги и постапки против судии кои според тоа што го гледаме и слушаме биле вклучени во овие злоупотреби, кои бирале кој предмет ќе падне кај кој судија и кои што правеле притисок врз судиите да одлучат на еден или на друг начин. Тоа е неприфатливо. И Македонија ќе има обврската. Не заради ЕУ и НАТО. Заради своите граѓани, тој плевел да го исчисти. Да покаже дека на вистина законот важи за сите и дека законот мора да важи и за судиите и за обвинителите. Тешко оди овој процес. И ние сме некогаш незадоволни што некои постапки траат до недоглед. Но светлото се гледа. И се гледа дека ако работиме како што треба, ако политиката ги трга рацете од судството, дека сите ќе имаме шанси да живееме во држава во која правото и правдата ќе бидат над секој поединец. И мислам дека тоа е можеби најважната работа која им ја ветивме на граѓаните. Спомнавте нешто на почетокот дека Македонија ќе добие и економски бенефит, би рекол, од зачленувањето во НАТО и ЕУ. Меѓутоа, можеме ли да се надеваме на конкретна подршка финансиска, имајќи предвид дека и досега имаше отворени европски фондови, меѓутоа тешко се доаѓаше до нив и економијата, стопанството тешко добиваше, би рекол, поволни средства. Македонија и денеска како земја кандидат добива за одреден број години, тоа се околу 500-600 милиони евра. Европската унија дава помош во 7 годишен период. 500-600 милиони евра кои не се кредит, кои се грант, подарок, не се малку. Ама ако ги споредам со 5 или 6 милиарди евра, колку што ги добиваат земји како Хрватска, Словенија, слични, блиски на нас, тоа е неверојатна разлика. Ги добија затоа што ги користат европските фондови за кохезија во моментот кога стануваат членки. И затоа шансата да ги почнеме преговорите со Европската унија е шанса таа помош и таа поддршка да расте. И тоа да расте драстично. Се разбира дека тие пари не ни се даваат за да си ги поделиме и да ги носиме дома, тие треба да бидеме паметни како ќе ги искористиме. И владата сега еден од главните акценти го става на тоа како парите да ги приближи повеќе до граѓаните, до бизнисот, до земјоделието, до општините. Во делот на земјоделието можностите се на вистина многу големи и ние се уште не ги користиме целосно тие што ни се на располагање. Но еве ги засилуваме капацитетите на Агенцијата за поддршка на земјоделието и дури зборуваме како да платиме луѓе кои ќе им помагаат на сите земјоделци како да ги добијат тие пари полесно и побрзо. Земјоделецот си ја знае работата, ама негова работа не била да поднесува проекти и треба да му помогнеме наместо да чекаме земјоделците да станат и експерти за запишување на вакви предлози. Има начини кај што државата може да биде подобра, но велам, парите се на располагање, парите можат да растат ако ги почнеме преговорите со Европската унија, но економски бенефит ќе добиеме и на друг начин.
Само на почетокот на оваа година, кога ја земавме првата еврообврзница, видовме што значи НАТО членство. Прв пат Македонија плати толку ниска каматна стапка, 2,7%. Никогаш во историјата не сме платиле толку ниско. Образложението беше: очекуваме Македонија да стане членка на НАТО, тоа значи безбедноста и сигурноста ќе биде повисока. Членството во НАТО помогна и на нашата економија и во овие 6 месеци. Видовме 3% во вториот квартал порасна економијата, индустриското производство порасна за 8%, платите забележуваме дека веќе покажуваат тренд на раст. Меѓутоа, свесни сме дека толку ниско сме паднале, толку маките и проблемите се големи, што нам ни треба многу и посилен раст. И затоа целта ни е час поскоро да влеземе во НАТО. Час поскоро да ги почнеме преговорите и сите овие економски придобивки кои ги искористи Бугарија, ги искористи Романија, ги користеше и Албанија за НАТО, да ги свртиме и кон Македонија. Еве сме сега на истокот на Македонија, блиску ни е Бугарија. Таа и сега има проблеми, никој не вика дека нема проблеми, но кога ќе се сетиме каде беа пред 20 години, каде се сега, голема е промената. И многу од земјите кои беа зад нас успеа во меѓувреме да направат и подобри патишта, и подобра инфраструктура, и подобар бизнис, затоа што ја искористија европската и НАТО шанса. Сакаме, сметам навистина дека е тоа најголемата одговорност кон нашите деца, кон нашите идни генерации, да обезбедиме Македонија да ги има истите шанси кои ги има овие држави во нашето соседство. Кога сме веќе кај младите, знаеме дека се обидуваат тие да студираат во европските држави, некои кои што не се во можност, популарно е земањето бугарски пасоши, не само бугарски, туку и од соседните држави. Значи ли тоа дека влезот во Европската унија ќе им помогне полесно да ги остварат своите животни цели, да се образуваат? И ден денеска дел од нашите македонски студенти имаат шанси да искористат некои европски фондови и за да студираат во странство. Но прилично се ограничени, помал број. Има многу други работи кои не им се на располагање во поглед на здравственото осигурување, во поглед на патувањето, имаат одредени, да кажам, хендикеп во однос. Па сепак успеваат. Зошто да не ги имаат истите можности кои им припаѓаат на младите во Бугарија? Зошто да мора да земаат туѓи пасоши за да ги добијат сличните шанси? Затоа велам, не е само одговорно, најпатриотски е да им обезбедиме да ги отвараат сите врати со нашиот македонски пасош. Да можат и да учат, и да студираат, и да видат 10 други земји, а сепак на крајот да одлучуваат голем дел и да се вратат во татковината. Нашиот проблем не е само што тешко заминуваат. Нашиот проблем е што кога ќе заминат не се враќаат. И тоа ни е наша заложба, наша одговорност да ги најдеме сите аргументи зошто подобро да им биде да останат тука во татковината. Го очекуваме референдумот. Вашите очекувања веројатно се дека ќе биде успешен. Очекувате ли дека граѓаните ќе излезат да гласаат, бидејќи се слушнаа нели повици да биде бойкотиран? Како и се вашите очекувања? Вистинските повиците за бойкот доаѓаат навистина од мали групи кои што имаат право на различен став и јас сметам дека е тоа дел од нашата демократија и тоа треба да го поддржуваме и развиваме. Меѓутоа, не е само доволно да имате различен став. Тој различен став треба да го залепите, да го следите со понуда. Која е алтернативата? Јас сум спремна со сите да дебатирам. Да, може да се каже дека на Македонија не и требаат Европска унија и НАТО. Ама нека кажат која е понудата за земја од 2 милиона, која што се наоѓа во средина на Балканот, обкружена во најголем дел со земји кои што сакаат или се членки на Европската унија и НАТО. Значи, за жал, тие кажуваат што не чини, но не кажуваат што им нудат на граѓаните. Мислам дека е важно секој да има став по ова прашање. Сите изминати 5, 6, 7 години, сите големи политички партии, значајни, влијателни политички партии, бараа и инсистираа на референдум. Ние покажавме дека нашиот збор тежи. Рековме дека ќе има НАТО покана.
Таа што ја испуштивме во 2008, ја добивме сега во 2018. 10 години изгубивме. Ветивме дека ќе имаме одлука на Европската Унија за почеток на преговори. Ја обезбедивме. Ветивме дека ќе имаме договор кој што ќе го гарантира и зацврсти македонскиот идентитет. Јас денеска имав прилика да гледам некои материјали за НАТО, изработени во Брисел, на македонски јазик. И стоеше многу јасно дека е тоа македонска верзија на истиот материјал. Па јас мислам дека е најважно за јазици како македонскиот да бидат третирани како рамноправни заедно со германскиот, со францускиот, со англискиот, со сите други јазици. И кога Македонија ќе стане земја членка на Европската Унија, нашиот јазик, 2 милиона луѓе во Македонија, ќе биде официјален јазик на Европската Унија. Сите овие работи ги ветивме и ги исполнивме. Но ветивме уште една работа, дека што и да биде, ќе помине низ процес на референдум. Замислете, ние да речевме нема референдум. Сите овие денеска што повикуваат на став еден или друг или немаат став, тие ќе не нападнеа со право дека сме го заборавиле ветувањето. Но ние го одржавме зборот. Сега очекуваме сите оние кои повикуваа на референдум да покажат дека навистина биле честни, да покажат дека си го додржале зборот. Да се нема став по најважните прашања за државата е навистина неодговорно. Да имаше ВМРО ДПМН аргументи, до сега 10 пати ќе излезеа со став. Да има аргументи, ќе доаѓаа на дебати. Да има аргументи. Вчера председателот на ВМРО ДПМН Мицковски немаше да излезе да го каже своето мислење, што не е став, и после да избега од прашање од новинарите. Мислам, замислете, и на власт не даваа одговори, и како опозиција немаат храброст да одговараат на ненарачани прашања. Но тоа е нивен проблем. Јас очекувам, повикувам сите да се обединиме околу ова прашање. Да имаме можеби различни ставови, но сите да дадеме поддршка на референдумот, бидејќи сите сме го барале референдумот. Кога ќе тргнеме овој пат на местата за изјаснување, нема да одиме со нашите партиски книшки. Затоа што Македонија членка на ЕУ и НАТО не е партиска собственост на никого. Тоа ќе биде наша заедничка победа и тоа ќе биде наш влог децата, внуците, следните генерации да не се мачат со истите проблеми кои ја ги наследив од генерацијата на моите родители. И затоа повикувам сите граѓани, без разлика за која партија гласаат, околу ова прашање, за кое сите многу сме работели изминативе 20 и повеќе години, да искористиме шансата. Да не дозволиме уште една деценија да ја испуштиме и Македонија да ја оставиме на ветриштата балкански, кои никогаш не се наивни и не се лесни за справување. Да си обезбедиме државата, да си го зацементираме идентитетот, да отвориме економска перспектива за нашата татковина. На 30 септември таа е одлуката. И мислам дека огромен број на граѓани на Република Македонија се свесни дека шансите кои ќе ги испуштиме многу скапо не чинат. Видовме колку не претркаа некои други соседи. Да не дозволиме повторно да кажеме зошто заминаа 10 години, а ние останавме на истото место. На 30 септември со ум и со срце за оваа наша земја да го направиме вистинскиот избор и да учествуваме во овој важен референдум. Јас ви благодарам што бевте наш гостин во нашава програма. Посакувам повторно средба и за други теми. Верувам дека ќе прифатите покана. Ви благодарам на поканата и навистина ми беше задоволство да сум гост. Подпредседателката на владата на Република Македонија и министер за одбрана Радмила Шекеринска беше наш вечерашен гостин, почитувани гледачи. Ви благодарам за вниманието и пријатно.